Ќе му заблагодарам на Златко Анодонски кој што и вчера во последен миг некако се договорим пред или непосредно пред надпреварот со Португалија да можеме и тој навистина без исклучок ќе ја поздрави целата нација во моментот доколку не гледате на Телма телевизија. Повторно од Португалија без неколку часа сон, меѓутоа како што кажав дајде напор Златко Анодонски портпаролот на Фудбалската федерација на Македонија, куќата на фудбалот, да не поздрави од Португалија и секако да ни ја прати таа убава магија во етерот, независно од резултатот и понатаму ќе кажам можеби во финалет од плејофот за настап на светското првенство, нели сношти во Порто македонската фудбалска репрезентација загуби од Португалија со 2:0, меѓутоа претпоставам дека Златко ќе ме потврди дека со овие надпревари годинава Македонија и тоа како ќе биде на мета на спортот, барем во фудбалот, следниве нели или идни мигови кои што не очекуваат што се однесува до овој огромен спортски дух. Златко, ти благодарам за вклучувањето. Таму ќе биде 6 часот и 48 минути, пријатели, ако не се лажам. Да, уште не е разденето во Порто. Добро утро до вас, Марко, поздрав до гледачите на Телма. Драго ми е што се вклучуваме во живо рано наутро. Горди сме на тимот, на фудбалерите, на стручниот штаб, на поддршката која што ја добивме од целата македонска јавност, на навивачите кои пристигнаа повеќе од 1000 тука во Порто да ја бодрат во живо нашата македонска репрезентација. Важно е дека покажавме светска класа во овој циклус од квалификации за пласма на светското првенство. Победивме два поранешни европски шампиони, изигравме одлични надпревари. Не успеавме во клучниот надпревар против Португалија да обезбедиме место на Мундијалот, меѓутоа целиот впечаток за оваа репрезентација на Македонија е навистина неверојатен и навистина сме горди на сето она што го остваривме во изминатите месеци, а посебно на деновите кои што му претходеа на овој надпревар против Португалија. Тој перформанс во Палермо и се разбира синокешниот во Порто, да. И мислам дека посоодветен човек во моментот кој што ќе ми ги сосредоточи овие спортски теми или да донесе тој убав спортски вокабулар, па токму затоа ќе ти заблагодарам. Убаво кажа ти во овој вовед, што значи сега ова, Златко, можеби за промоција на Македонија спортот генерално, не само на фудбалот? Мака низ твоја призма. Генерално се надеваме дека ќе ја имаме приказната која што нас ни стоеше залепена како етикета кога бевме деца. Ние кои сме родени во раните 80-ти години, знаеме на кој начин се радувавме на топката, знаеме на кој начин ги сметавме за идоли, фудбалерите кои во тоа време играа во поранишниот европски првак Црвена звезда, во Вардар, Дарко Панчев, Илија Најдовски и така натаму. И мислам дека впечатокот кој сега младите деца треба да го имаат, а веќе се препознава тоа е дека во овие фудбалери на Македонија на некој начин пронајдоа своји идоли со прави вредности. Ако се бориш за спортски успех, ако тоа го правиш со сето срце и душа, ако даваш и повеќе од своите можности, тоа значи дека сме на добар пат. А оваа репрезентација и овие фудбалери тоа го прават. Покажуваат спортски вредности, карактер, не се плашат да излезат на мејдан со најдобрите. Знаеме што значи во светскиот фудбал и Италија и Португалија, знаеме со какви фудбалери се спротиставивме синоќа и пред неколку денови, така да на правиот пат. Значи дека пак ќе кажеме овие спортски перформанси ќе бидат можеби една убава дефиниција во полето на спортот и фудбалот дека сепак Македонија има јаки противници за идните надпреварувања кои што не очекуваат на фудбалска агенда или мапа. Апсолутно, тоа е целта не само за Фудбалската федерација на Македонија, туку тоа неколку пати досега го каже и самиот селектор Благоја Милевски, кој навистина брилијантно го предводи овој тим. Напомена дека целта за македонската фудбалска репрезентација е пласман веќе на следното европско првенство и да бидеме конкурентни за следниот Мундијал. Навистина ми е драго што и фудбалерите и целиот тим во репрезентацијата го прифати тоа како вистински принцип и по тој пат ќе се водиме, се разбира, и во иднина, затоа што видовме дека тоа носи резултат. Јавноста тоа го препозна како нешто позитивно, нешто убаво. Фудбалот после толку време не сплоти сите заедно
Дишевме како едно и навистина благодарност до сите поддржувачи, навивачи, медиуми кои што се разбира ја ставија фудбалската репрезентација на Македонија на вистинското место. Знам дека и во моментот многу брзаме секако да се вклучат и колегите од информативна редакција. Само уште ова во неколку секунди ќе ги замолам и колегите од режија. Што понатаму само кусо да ни кажеш следни проекти, дали се планира можеби подмладување на репрезентацијата, Златко? Тоа би било последно прашање и еден поздрав ќе ни упатиш на сите на Телма телевизија. Предпоставувам дека ова е костурот на репрезентацијата, бидејќи фудбалерите се релативно млади во најдобрите фудбалски години и сметам дека имаат не само јас, туку и стручните луѓе во македонскиот фудбал, дека имаат многу години заедно да играат, така што ова е тоа и да се надеваме дека ќе биде само подобро, ништо повеќе. Во сооблекувалната на македонската репрезентација синоќа дојде да ни честите и председателот на португалската држава и тоа е навистина сатисфакција за сите околу нас. Иако пак ќе кажам, ќе беше многу по-различно, по-еуфорично доколку успеевме да го победиме тимот на Кристијано Роналдо, бидејќи на тој начин се опишува тука тимот на Португалија. Не знаеш од се срце колку ти благодариме од името на цела утринска екипа на Телма телевизија за ова вклучување, напорот кој што го даде барем за овие 10 минути да ги поздравиш гледачи на Телма, чисто нака да ни ја пренесеш таа убава спортска магија. Ти посакувам добар пат, голем поздрав до целата македонска фудбалска репрезентација. Следен пат се гледаме во студио, говориме секако и за подготовка на следните надпревари или што можеме да очекуваме како следно големо надпреварување. Златко, ти благодарам, голем поздрав до сите во Порто.